Prvi juni, sreda, точно 9 часот, време за новото издание на Ново во градот. Доколку бевте со нас на оваа фреквенција, веќе знаете кои градови не очекуваат, но доколку сега се вклучувате, директно вклучување ќе имаме од Кокино, Македонска каменица, а потоа со Велес и Тетово обработуваме една многу интересна тема, тоа е зависта од социјалните мрежи. Мојот колега Ивица Стојановски е во Кокино, во обсерваторијата која што е магнет за туристи и тој денеска снима репортажа за нас, за гледачите за телевизија Нова. Ивица, што ќе можеме да погледнеме ние од Кокино? Добро утро од Кокино. Мислам дека Јована имаше една ексклузива која што досега ја немала во македонскиот тетер, се јавуваме директно во живо тука од обсерваторијата. Значи не сме во градот, како што гласи емисијата, не сме ниту на ново место, напротив, старо е некаде 4 милиони години, 4000 години, меѓутоа ќе имаш навистина една ексклузива. Тука до нас е еден од најповиканите со кој што ќе можеме да поразговараме за оваа тематика. Луѓето знаете дека од секогаш имале специфичен посебен однос, имале развиен однос кон надземниот свет, кон подземниот свет, кон земниот свет. Токму овие луѓе кои што живееле тука пред 4000 години, посебен однос имале со надземниот свет, со астрономските појави, токму затоа што можеле да предвидат дел од појавите кои што се случуваат на небото, биле сметани за своевидни представници нивни тука на земјата. Неколку слојна е значењето на Кокино, кажат и туристичкиот аспект, меѓутоа, како што кажав, со еден од најповиканите, еден од луѓето кои што го има откриено, го има прикажано пред светот е со нас тука пензионерниот археолог на музеот од Куманово, господинот Јовица Станковски. Ќе го представам, ќе му заблагодарам што ова утро ве прошетавме малку повеќе за да се искачиме. Не е далеку, 35 километри од Куманово, 70 од Скопје, има и 15 минути пешачење, меѓутоа се надевам дека не ви беше проблем да се искачите. Не, воопшто не беше проблем. Работата до сега на Кокино, значи јас сум од почетокот на Кокино, за овие 16 години колку го истражувам Кокино, имам соберено добра кондиција. Еве споменавте 16 години, значи некаде од новиот милениум од 2001-та датира тоа што на почетокот го имате откриено, за да се дојде до денешната комплетна целосна приказна. Па еве краток дел за историјатот, за да можеме да се префрлиме на најинтересните работи. Значи се наоѓаме, како што рековте, на врвот на старата обсерваторија Кокино. Е еден од најфасцинантните, најинтересни локалитети археолошки и астрономски, не само во Македонија, ами и пошироко. Како што рековте, првпат јас и екипата од музеот на Куманово се искачи на овој локалитет 2001 година и ги почна тогаш истражувањата. Значи, почнавме со археологија 2001 година, 2002 година истражувањата ги проширивме со астрономија, значи имаше посебни астрономски екипи, неколку екипи кои до сега работеа на локалитетот, така да локалитетот се уште се истражува и можам слободно да кажам дека секоја година не изненадува со понекое откритие, иако и ова што досега е откриено е сосема доволно да го брои Кокино во редот на едни од најзначајните светски локалитети од овој вид. Еве накусо ние во репортажата, како што кажа Јована, ќе се посветиме подетално. Овде накусо за колку нивоа, за колку платформи станува збори, кои се најглавните елементи кои што ги содржи оваа обсерваторија? Па знаете, Кокино е за тие луѓе, значи луѓето кои го изградиле пред 4000 години, го направиле како планинско светилиште и како обсерваторија. Тие луѓе во рамки на своите населби, своите села, имале некој простор кај што вршеле некои обреди, се разбира, нели, пагански од тоа време. Меѓутоа, одредени обреди вршеле и на места кои се надвор, значи, од тие населени нивни, од нивните агломерации, нели, каде што живееле. Тоа се светите шуми, светите извори, светите дрва и многу значајни, значи, светилишта се светите планини. Кокино спада во редот на тие
Свети планини, каде што они во одредени денови од годината доваѓале, изведувале некои, ние ги викаме во наводници планински обреди, значи не било посетувано секој ден, неколку пати во годината веројатно, и составен дел на Кокино, значи како светилиште е и обсерваторијата која служела пред се да се направи календар, за да може тие луѓе, секоја цивилизација има потреба од календар, дури да се наоѓа на некое примитивно ниво, мора да се снаоѓаат во простори и време, да знаат кога е време да се сее, кога да се жнее, кога да се превземаат некои работи со одгледувањето животни. За нивните активности им било потребно календар, значи и секојдневни активности и за верски обредни активности кои ги вршеле во одредени денови на годината. Значи Кокино е двоен локалитет, и археолошки и астрономски, затоа ние и го викаме археоастрономски локалитет Кокино. Споменавте претходно во неврзан разговор неколку од обредите за кои што имате и археолошки докази, да потврди, кои се може да ни повторите? Па накратко, значи тоа се два археолошки констатиравме, значи материјал кој не упати на два обреда, едниот е во природни процепи од стени се ставаат дарови. Даровите се наменети за големата богинка мајка, тоа е главно божество во целата преисторија. Големата богинка мајка, нели ја знаеме преку онаа фигура, пошироката публика ја знае, мајката, женската фигура која бдее над куќното огниште од Говрлево и од Маџери. Тоа е главно божество и цела преисторија. Значи, нези се ставаат дарови со цел да бидејќи тие луѓе во тоа време, значи Карпестиот планински врв го персонифицирале со тело на големата богинка мајка. Ставајќи дарови во процепите на стени, тие како да ставале дарови во утробата на големата богинка мајка и очекувале таа до година да им даде подобар род. Вториот обред е сличен со тоа што даровите се ставаат во специјално оформени реципиенти, тоа се кружни така форми, со диаметар до 2 метра, каде што нели се прави обредот, се ставаат дарови, садови полни со плодови, се ставаат и фигурини, и тоа фигурините биле наменети, имали некои својства на лекување, значи се барало лекување. Ако некого го болело нога, ставал фигурина, керамичка фигурина, изработена мало човечко стопало или ставал животинска фигурина со надеж дека животните, домашните животни стават ќе му бидат нели со добро здравје и така ќе се размножуваат и така натаму. И еден обред кој е многу интересен, кој се однесува на спојувањето на небото и земјата, кој мора еднаш годишно да се случи за да се обезбеди нели циклична обнова на природата. Тој обред го има во сите митологии во светот, а овдека може на Кокино да имаме најексплицитна потврда за тој обред, кога значи задна се наоѓаат ансамбл од камени седишта, ги има тука неколку. Оној кој седи на второто од лево, тој е главниот тој кој диригира со тој планински обред и он два пати во годината бива осветлен, значи од сонцето кој излегува и понатаму значи се прават обреди во смисол на тоа, нели како они го подразбирале создавањето на светот и како го нели реинкарнирале повторно го имитирале тоа создавање на светот, бидејќи скоро во сите митологии нели светот од време на време треба да се поправа, да се обновува за да нели се врати на почетната состојба кога се било идеално и така натаму. Тука некаде ќе направиме само мала кратка пауза, затоа што го фатиме обредниот и археолошкиот дел. Накусо ќе се осврнеме преку прилогот на колешката Виолета Зафировска, што ова значи од астрономски аспект, затоа што, како што е познато, на 4-то место по старост и по значење НАСА го рангираше токму овој локалитет, Великата обсерваторија Кокино. На 35 километри од Куманово, на надморска височина од над 1000 метри, на левата страна од реката Пчиња, сместена на неовулкански рид веднаш под врвот Татиќев камен, се наоѓа мегалитската обсерваторија Кокино. Многу моќно било чувството 4000 години наназад да бидете дел од магијата и мистиката на оваа света планина, каде што и камењата имаат душа. Едноставно ви застанува здивот од уметноста на нашите предци, кои со неверојатна прецизност ги длабеле маркирите за одбележување на изгревањето на сонцето и на месечината.
Обсерваторијата беше откриена пред 15 години, заедно со археолошки локалитет од бронзеното доба, кој сведочи за развојот на човековата цивилизација на овие простори. За обсерваторијата во последните години се заинтересира голем број туристи скоро секојдневно, особено во летните месеци. Голем број љубители на археоастрологијата од целиот свет се тука да ја почувствуваат убавината на пределот и да се запознаат одблизу со значајноста на локалитетот. Сега моментално сам во Австрија, таму си работам и таму живеам, али еве дојдов сега пред неколку дена, тука сум. Се качувате ли горе до обсерваторија? Па зимуска водам таму, понекогаш. Како е чувството? Многу убаво, многу убаво. Кокино многу е убаво сега и многу има убави работи да се види, да одмори човек и за живци, и за убаво да се проведе. Има луѓе што да видат овдека, чист воздух. И така Ли горе на обсерваторија? Да, имаме туристи доведувани од Германија, доваѓа. Имаше 2-3, многу убаво. Па убаво е да се застане горе високо на Карпиве и да се гледа цела панорама, мислам, околу. Прекрасно. Некои велат дека така делува и смирувачки, дали е така и кај вас? Па баш така, баш имаат право, баш така делува, мислам, убаво е, прекрасно. Кокино е на листата на приоритетни проекти на Министерството за култура. Со опсежна програма се работеше на локалитетот. По затварањето на археолошките ископувања се отвори простор за уредување на пешачки патеки, а поставени се информативни табли на кои објаснето значењето на Кокино. Планирано е тоа да прерасне во уредна туристичка атракција по сите стандарди. Ова ги охрабрува локалните жители кои веруваат дека локалитетот може да донесе бенефит за околните села и регионот. Се надеваат дека ќе се поттикне бизнис заедницата да инвестира во хотели и ресторани за да може Кокино да понуди подолг престој, особено за странците кои специјално се опатуваат кон обсерваторијата. Барат услови да дојдат, да преспијат, да имат да купат еколошка храна, сирење, например, од домаќи кокошки јаја, од некој јадње и некој тие работи, ама нема тоа овдека, не може да најдат. Луѓе прво немат каде да преспијат. Треба као најпрво едно хотелче да се направи. Уште како дете имам качувано горе. Не сум знаел што во ствари тоа. Тука се игравме како мали деца. Да, мајка ми е од тука. Али како деца тука имаме играно често пати. Не сме ни знаеле што е во ствари. Според НАСА по староста таа е четврта најстара обсерваторија во светот, по Абу Симбел во Египет, Стоунхедж во Велика Британија и Анкор Ват во Камбоџа. По неколку годишно континуирано истражување, Кокино треба да биде впишано и во листата на УНЕСКО, а од богатот археолошки материјал ќе биде направена комплетна збирка која во вид на изложбена поставка ќе биде презентирана пред посетителите. Ивица, овој наш локалитет представува магнет за туристите. Лесно ли можат да го најдат? Колку е достапно и дали има обележја некој лесно да стигнат до обсерваторијата? Да, Јована, може би сте читале, може би сте слушале нешто за Кокино, сте гледале видеа, фотографии, меѓутоа ништо не може да го замени вистинскиот впечаток. Јас прв пат доаѓам овде, можам да ви кажам дека се уште сум под импресија, имаме уште малку работа во текот на денот, како што кажав претходно 35 километри од Куманово, 70 од Скопје, има пат пристапен во најголем дел асфалтиран, само некои 200-300 метри кон крајот не се асфалтирани и потоа 10 минути лесно пешачење за да се качите до тука. Има табли информативни, меѓутоа не онолку колку што треба, затоа повеќе ќе го прашам повторно господинот Станковски, затоа што се работи и на тоа токму на уредување и на пристапните патеки, се работи и на повеќе информативни табли за да биде што подоближена приказната. Кажете ни што може повеќе да се стори на тоа. Па видите, во тек е почетокот на уредување на локалитетот за да може да се обезбеди прифат на туристи. За уште не е добро уреден локалитетот, во смисол не постои паркинг каде може да се паркираат повеќе возила, не постои туристот не може веднаш да добие водич кој ќе го проведе низ локалитетот. Се работи на тоа. Еве веќе се поставени патокази, постојат информативни табли кои сега се обновуваат, се заменуваат со нови. Може веќе да се прати и со
нели на мобилен телефон да се прати приказната за Кокино, да се добиваат информации. Меѓутоа најдобро е во колку се работи за групите да се најават во музеот на Куманово, кој во секој момент ќе им обезбеди, водич кој ќе им го покаже целиот локалитет. Иначе, како што рековте, тој е лесно пристапен, до него води асфалтен пат, тој е тесен, малку не е проектиран за ваков саобраќај како што Кокино се повеќе и повеќе посетено од туристи. Меѓутоа, во тек на некое идно редување, како што имаме ветување, ќе биде проширен и патот, ќе биде изграден еден прифатен центар за туристи со мала кафетерија, сувенирница, така каде што ќе има постојан водич. Локалитетот ќе биде ограден, се надеваме дека во наредните 2-3 години тоа ќе биде завршено. И тука ќе направиме една кратка пауза, затоа што освен господинот Јовица Станковски, низа други научници, меѓутоа еве и уметници, како што уметничкиот фотограф Љупчо Илиевски имаат поминато доста голем период овде работејки, па така неодамна изложба беше отворена во Крива Паланка, токму за мистичноста на ова место, видена ни со објективот на овој фотограф кој што околу 9 години во различни периоди и од денот и од ноќта и од различни позиции го фотографирал местото. Авторот Илиевски започнал да го фотографира Кокино во 2002-та, кога се нашол во дилема како на јавноста да ја представи ова историска големина. Вели дека фотографиите ги работел во период од 8 години, колку време се вложил во регистрирањето на големината на локалитетот Кокино. Илиевски, третирајќи ја фотографијата како уметност и користејќи ги можностите на фотографијата како медиум, создава прекрасни дела од исклучителен простор и ја раскажува приказната за местото каде предисториските цивилизации карпите ги користеле како обсерваторија. Кокино само по себе оддалечено е од Скопје, колку што и ви од вас е оддалечено, значи отприлика 75 километри од Скопје и од Крива Паланка. Неговата повеќеслојна убавина доаѓа до израз. Значи снимано е во сите можни мигови, и на денот и на ноќта, меѓутоа и на годишните времења. Небеските тела, меѓутоа пред се сакам да ја покажам неговата убавина од уметничка страна. Илиевски спаѓа во редот на најистакнатите македонски фотографи. Припадник е на средната генерација фотографи која што негува специфичен уметнички стил и силен авторски печат. Оваа изложба не беше направена за еднократна употреба, се покажа тој и се докажа, затоа што веќе 7 година живее и патува ни светот, значи беше во Италија, се представивме во Словенија, се представивме во Србија, оваа година треба да оди за Германија и за Бугарија. Со самото тоа се истакнува локалитетот, но не е само тоа доволно. Иако државата овие 3 години Кокино го форсира како македонски бренд, тие од една страна, јас од друга страна, и не е само тоа прашање. Направени се и 2 марки кои шетаат низ светот, а марките сами по себе се одлични за прикажување на една култура. Изложбата ќе остане во аналите на македонската фотографија, пред се во трезорот на македонската култура. Без подршка авторот открива една вредност на светски димензии. Таа е споменик на неговите колеги од астрономското друштво, рече Александар Кондев, фотограф. Отворејќи изложбата за чие што гостување во Крива Паланка, се потруди и дирекцијата за култура и уметност на град Скопје. Кривопаланчани ќе имат можност да ги видат 26 избор на 26 фотографии од на некој начин циклусот Кокино мистичен шепот низ вечноста на авторот Љупчо Илиевски. На задоволство на кривопаланчани изложбата ќе биде повеќе од 1 месец представена, значи дури до почетокот на месец јули, така да ќе имат можност да љубителите на фотографиите, љубителите на уметноста да ги видат сите овие фотографии. Илиевски е единствениот фотограф од Македонија чии што дела за мегалитската обсерваторија Кокино се објавени во престижното специјализирано списание за фотографија National Geographic. Ивица, после оваа убавина што ни ја прикажа денеска, одвај чекаме да ја видиме репортажата. Мене ми останува само да ти посакам денеска убава и успешна работа. Нека ве послужи времето, ти гледам дека ви е повеќе и ветровите.
И ја очекуваме најбрзо што може репортажата. Ти благодарам денеска за ова ексклузивно вклучување од Кокино. Почитувани, останете со нас. Одиме за прв пат во Македонска каменица. Со мене е колегата Валери Спасевски. Имено Македонска каменица е позната и како рударско градче. Зошто? Во непосредна близина е познатиот рудник Саса, кој што одбележува 10 години на 10 јуни. Повеќе информации кај колегата Валери Спасевски, инаку и за твој соговорник е градоначалникот на Македонска каменица. Валери, повели. Токму така, даде прекрасна најава. Македонска каменица на 10 јуни ќе одбележи 10 години од рестартирањето на рудникот за олово и цинк Саса. Рударството е една од најзначајните стопански гранки во оваа општина. За тоа што значи рударството за самата општина ќе поразговараме со нашиот соговорник кој што веќе го најави, тоа е градоначалникот на оваа општина господин Дарко Митевски. Добродојдовте во утринската емисија рано наутро. Еве, кажете им на гледачите на ТВ Нова нешто повеќе за тоа што всушност рударството значи за вашата општина. Најдепред поздрав до гледачите на телевизија Нова. Општина Македонска каменица практично е тесно поврзана со обстојувањето на рудникот. Мислам дека нашата општина е најголема рударска општина во Република Македонија, односно која што основна дејност е рударството. Рударството овде е традиција и за нас живот значи, како за општината, така и за граѓаните. Еве, одбележуваме јубилеј од 10 години од рестартирањето, односно од кога рудникот Саса е веќе на приватни собственици. Во овој период имаше и лоши моменти, и добри моменти, но сепак еве да извлечеме една поука, дека сепак може да има обстојување на рударството како традиција во оваа општина. Инвестициите во делот на безбедноста, како инвестициите во делот на новата опрема во рудникот Саса, значи допринесуваат за една подобра експлоатација и подобри услови за работење. Нашата интенција како општина е на секој може начин да го подржуваме обстојувањето на рудникот Саса со проектна документација, со се она што е потребно за да како индустрија обстои во оваа општина и се надеваме дека оваа соработка која што имавме во изминатиот период ќе имаме и во иднина. Така, токму вашата заедничка соработка, рудникот и општината ќе биде кронисана на 10 годишнината со еден целовечерен концерт на кој ќе настапат познати музички имиња. Што се подготвува за 10 јуни? Во изминатиот период општината и рудникот партнерски учествуваат по организација на повеќе прослави, и спомнеме изминатите прослави на денот на општината и денот на рударите. И оваа година еве по повод 10 годишнината од рестартирањето на рудникот Саса се организира концерт на градскиот плоштад кој што е за сите граѓани од општината, но и од регионот. Тоа е концерт на Балканската звезда Каролина и на нашиот бенд Љубојна. Очекуваме дека ќе имаме присуство од сите граѓани на општината, но и од регионот. Очекуваме една добра забава со оваа прослава, но и со низа други активности кои што ќе ги спроведу во рудникот Саса. Сакаме да одбележиме еден јубилеј, но сепак и ова да биде основа за понатамосно успешно функционирање на рудникот. Така, кога сме веќе кај рудникот Саса, сега ќе побарам да го погледнеме прилогот околу тоа што се прави рудникот во насока на зачувување на животната средина и какви инвестиции се планираат, поточно до кога рудникот може да се надева да експлоатира руда од своите јаловишта. Како што е познато, ние имаме процес на евалуација на интегрирана еколошка дозвола. Во рамки на имплементирање на тие барања што се били дефинирани совместно со Министерство за животна средина, ние направивме многу работи, многу потези, изградивме голем број на различни објекти, вклучувајќи ја биолошка пречистителна станица за отпадни води, вклучувајќи ја нова бетонска база со големи инвестиции и сега очекуваме од ден на ден дозвола за градба на ново јаловиште во рудник Саса, кое ќе биде изградено до крај на 2018 година и ќе му дозволи на рудник Саса понатамошно непречно работење. Морам да кажам дека проект за новото јаловиште направен по сите меѓународни стандарди и веќе тоа што е предвидено во проект е усогласено со сите барања кои што се предвидуваат со интегрирана еколошка дозвола. Значи старите јами, односно таму кај што сме почнали да работиме 2006 година по рестартот на рудникот, таму веќе ние завршивме све што можело со вадење руда. Сега со концесија која што добивме како една голема поддршка од Влада на Република Македонија лани, значи продолжуваме со што заокруживме еден инвестицијски циклус вреден околу 20 милиони евра. И сега фактички работиме највише во нови делови на рудникот.
и со тоа ние фактички добивме можност рудник со сегашниот капацитет, односно 770.000 тони суварова да преработка годишно, да продолжи да работи најмалку до 2026 или 2030 година. Валери, Каролина и Љубојна, верувам дека сите граѓани ќе ги примамат да бидат на плоштадот во Македонска каменица на 10 јуни на целовечерен концерт. Сега позната е Македонска каменица како рударско грачеве. Ние првпат денеска се вклучуваме од Македонска каменица. Кои се други активности? Што се случува во Македонска каменица? Ете така, кога сме веќе кај тие забавни моменти, ќе поразговараме со градоначалникот за тоа што ќе се случува неколку дена подоцна по 10 јуни. Тоа е една манифестација насловена Бабина баница кај познатиот манастирски комплекс Еленец во селото Цера. Интересна манифестација за која ќе побараме нешто повеќе да ни каже самиот градоначалник. Така, како што кажавте, веќе традиционално организираме оваа манифестација Бабина баница, која што организираме заедно со Сдруженијето на пензионери и со нашиот културно-информативен центар. Од година во година бројот на присутни се зголемува. Ако првата година имавме околу 2000 пензионери, последната година имавме веќе 7000 пензионери. Ова што е специфично е заради тоа што таму имаме покрај културно-забавната програма на која што имаме фолклорна ревија на која што учествуваат познати културно-уметнички друштва, но и издруженија на пензионери со нивна програма. Покрај тоа имаме подготвување на баница на традиционален начин, која што на тоа место се подготвува, се пече, има комисија која што ја наградува. Така да се случува од 10 на 15 здруженија на пензионери сите индивидуално да подготвуваат, значи, баница на традиционален начин и да бидат изберени најдобрите. Имаме ликовна колонија на која што присутните цртаат, значи, природа од тој дел, значи, од локалитетот Еленец. Оваа година што ќе биде ново е тоа што веќе имаме покането здружение на пензионери и од соседните републики, тоа е од Република Бугарија, веќе од една општина имаме потврдено, очекуваме потврди од Република Србија, така да веќе оваа манифестација Бабина баница ќе добие меѓународен карактер. Како што спомна веќе, од страна на манастирскиот комплекс Еленец, за сите кои што се присутни таму ќе биде обезбедено манастирски оброк, а за сите оние кои што ќе бидат присутни ќе биде подготвена добра културно-забавна програма. Се надеваме дека оваа година ќе имаме поголем број од претходните години. Ние како општина со Сдруженијето на пензионери, со манастирскиот комплекс, но и со сите други субјекти веќе сме подготвени, активно работиме за да ги пречекаме гостите и еве тој ден на 12 јуни да поминат еден убав ден во манастирскиот комплекс Еленец. Така, еве, пред да се договориме за нашиот разговор, во наша близина гледаме се работи на неколку инфраструктурни објекти. Тука е Домот на културата, на кој што интензивно се работи, веќе гледаме дека е пред финална подготовка за негово пуштање во употреба. Има и неколку други инфраструктурни активности. Кажете ни што всушност граѓаните може да очекуваат, еве, како завршни активности на полето на инфраструктурата во вашата општина. Така, еве, со можноста веќе со отпочнувањето на градежната сезона, ние веќе имавме распишано јавни набавки, склучени договори со повеќе економски оператори на повеќе објекти и веќе активно се работи на нив. Како што кажавте, за Домот на културата, еден проект кој што е со проектна документација обезбедена од ИПА фондовите за прекугранична соработка, а средствата се обезбедени од Светска банка. Вредноста е приближно 450.000 евра, со тоа што ќе добиеме нов културен дом во општина Македонска каменица, каде што ќе биде сместена и градската библиотека, каде што ќе биде сместено културно-уметничкото друштво Вера Јоцик и што ќе имаме еден простор, значи, за сцена, за театарски представи, за разноразни други представи во училиштата и од нашите субјекти. Согласно договорот треба да биде завршен некаде до месец октомври оваа година, но се надеваме дека економскиот оператор навремено ќе ги заврши градежните работи, па ќе можеме до 28 август, кога и празникот на општината веќе да биде при крај градежните активности на овој објект. Паралелно на тоа работиме и на неколку други објекти кои што е од големо значење за општина Македонска каменица. Веќе до крајот на месец јуни треба да биде завршен дневниот центар за деца со посебни потреби, кој што е финансиран од средства од целосно од буџетот на општина Македонска каменица. Со тоа ќе значи дека нашата општина ствара услови, значи дечињата кои што посетувале дневен центар во Делчево, веќе со почетокот на оваа следната учебна година 2016-2017 година, да посетуваат дневен центар во нашата општина. Ние интензивно работиме за негово пуштање во употреба во летниот период. Очекуваме Министерството за труд и социјала, значи, да ни ги финансира вработените кои што ќе бидат ангажирани во тој дневен центар, така да на среќа на граѓаните и на сите оние кои што сега во моментот се користици во Делчево ќе можеме да отпочнеме со функционирање во матичната општина, односно во општина Македонска каменица. Исто така активно работиме на еден
Друг сериозен проект кој што исто така е во интензивно напредување, а тоа е куќата на спортот, еден објект кој што беше најавуван веќе подолго време и е од огромно значење за развојот на спортот во општина Македонска Каменица. Фудбалскиот клуб Каменица Саса, кој што во минато се надпреваруваше во прва лига, сега се надпреварува во трета лига, но во тој период на стечајна постапка на рудникот Саса пресобликувалните беа продадени и сега ние подготвивме проектна и планска документација, издадовме одобрение за градење, обезбедивме средства од сопствениот буџет и веќе градежните работи се во еден полн ек на куќата на спортот, со што ќе добиеме простори за фудбалскиот клуб Каменица Саса, на еден дел од него ќе добиеме простори за фитнес центар, кои што планираме заедно со рудникот Саса да ги опремиме, и секој од спортските клубови кои што функционираат во општина Македонска Каменица ќе добијат свој соодветен простор каде што може да ги остваруваат своите дејности. Покрај тоа, интензивно работиме и на многу проекти кои што се во делот на патната и на водоводната инфраструктура. Улицата Пиринска и Ленинова се веќе во изградба, улицата која што е во централното подрачје на Каменица е во финална фаза, очекуваме за 10 дена да биде пуштена во употреба. Работиме и во селските средини, интензивно се работи на локалниот пат во село Саса до Мечкарска мала, се работиме во село Косевица за локалниот пат кој што е во местото викано Реката. Во тој тендер кој што е со Мечкарска мала, со средства што ги имаме обезбедено од Агенцијата за поддршка во земјоделието и руралниот развој, ќе асфалтираме и патишта во село Цера и во село Дулица. Она што го имаме обезбедено како средства од Светска банка, од оној проект кој беше за 260.000 евра за руралните општини, веќе во оваа недела треба да подпишеме договор со фирмата Жикол за да се започнат градежните работи во Саравска мала во село Саса, како и во село Моштица до Перчачка мала. После тоа, ќе ни останува еден проект кој што е веќе истендериран и очекуваме да избереме најповолен понудувач, а тоа е за уредување на канализацијата во локалитетот Стара Каменица, како и атмосферска канализација во определен локалитет на општина Македонска Каменица, исто така еден проект кој што е финансиран од буџетот на нашата општина. Значи исцрпни проекти кои што големи инфраструктурни проекти кои што треба да се реализираат во период кој што е пред нас. Така, еве слушнавме што е она најважно на инфраструктурно поле Јована, сепак она што е најзначено, а што ќе го победи интересот на граѓаните од целиот овој источен регион, па и надвор од границите, тука блиску е Република Бугарија, е тоа што ќе се случува на 10 јуни. Се надевам дека овие исцрпни информации, како од самиот градоначалник, така и од изјавата на одговорниот за развој инвестиции во рудникот Саса беа доволни, барем на кратко да доловиме за сето она што ќе се случува на 10 јуни во Македонска Каменица. Валери, ти благодарам прво што влегуваш во помалите места и што ни ги доловуваш. Навистина, многу ми е драго. Ете, за многу проекти слушнавме од градоначалникот. Сега очекувам почесто да влегуваме во Македонска Каменица и да видиме до каде е се тоа што ни го најави. Благодарност до тебе и до соговорникот се разбира. Почитувани, останете со нас, ќе направиме кратка пауза. Веќе се со мене и колешките од Тетово и Велес, Маријана и Елица се со мене, ќе зборуваме за една многу интересна тема, а тоа е зависноста од социјалните мрежи. Генатурал е мојот нов пријател кој што ме следеше во неколку последни експедиции, а сега заедно ќе одиме и на Аљаска. Го препорачувам на сите кои имаат голема доза на физички и умствен напор во секојдневниот живот. Генатурал е мојот избор. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Цивитано, запишите суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање. 24/7 локална царина. Царински магазини во Скопје и Куманово. 180 милиони километри искуство. Ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик.
Дали сме зависни од социјалните мрежи? Што велите, колешки? Како е во Тетово и во Велес? Ако порано не беше толку достапен интернетот и моравме да идеме во интернет кафуле за да бидеме присутни на социјалните мрежи, како е денеска во помалите места? Еве во Скопје веќе не живеат, можам да кажам, интернет кафулињата. Ајде ќе започнеме со Велес. Елица, како е во Велес? Токму така, Јована, исто и во Велес, речи си да не живеат оние кафулиња каде што беше достапен, односно интернет кафулиња каде што помладите доаѓа и има можност да го користат интернетот и нормално да ги користат социјалните мрежи. Се почесто тие стануваат зависни, сведоци сме на тоа дека денеска речи си секој мобилен телефон има интернет, сите и помлади, па веќе и повозрасните го користат истиот, но ова утро нашата тема конкретно ќе биде за интернет продажбата. Токму младите се тие кои што најчесто користат интернет, ги користат оние интернет продавници, бидејќи можеби полесно име да го добијат производот дома, на домашна адреса, отколку да излезат и да го купат истиот од продавница. Не е случај, ова не е случај кај повозрасните, тие можеби навиките се уште не можат да ги променат, тие се уште ја користат онаа навика да испаднат во град и нормално да ги купат оние потребни производи кои што сакаат. Но дали тие впрочем знаат како треба да се заштитат и дали се заштитуваат, ги заштитуваат своите лични податоци и впрочем дали себе си се заштитуваат, ова утро во Ново во градот разговарам со професорот Ванчо Костадиновски, кој што е професор по информатика во Средното стручно училиште Коле Неделковски. Професоре, кажете ни колку младите знаат како да ги заштитат своите информации при ова онлайн купување? За жал малку, или не се свесни, или не размислуваат дека им е потребна заштита на податоците. Голем број од нив за прв пат во средно училиште слушаат за програми како што се Anti-Spyware, Firewall и други слични програми за заштита на податоците. Особено е покритична ситуацијата на Facebook. Се приклучуваат од било кој компјутер со што ризикуваат нивната лозинка да биде пробиена. Прифаќаат за пријатели луѓе кои што не ги познаваат и кога одат на годишни одмори, уште првиот ден постуваат семејни слики со што на сите им кажуваат дека нивниот дом е празен. На некој начин ги повикуваат крадците кај себе, несвесно. Така. Дали статистиката покажува дека интернет пазарењето е се повеќе присутно? Дали можеби учениците на овие часови по информатика разговараат со вас како да ги заштитат своите информации и како безбедно да купуваат преку интернет? За жал, социјалниот аспект на користење на компјутерите е исфрлен со новите наставни програми за втора година и направени се многу амбициозни наставни програми со што немаме многу време за слободна дискусија на часовите. Знаете дека во последно време и административната работа на наставниците е зголемена, посебно на наставниците по информатика, и практично немаме време дури ни на одморите да подискутираме со учениците. За среќа, во нашава држава во последно време многу е подобрена ситуацијата со безбедното купување преку интернет. Банките последниве години многу работеа на тоа поле, а исто така граѓаните на Македонија, не знам колку се информирани, имаат пристап до најпознатиот сервис за интернет плаќање, тоа е PayPal. И во тој правец е доста подобрена ситуацијата во нашата држава. Сушност тоа е и причината зошто статистиката покажува дека интернет купувањето е во еден подем последниве години. Ви благодарам, професоре, за гостувањето во Ново во градот. Студио, како што имавте можност да слушнете на часевите по информатика, бидејќи се софистицирани и модернизирани програмите кои што ги изучуваат учениците, се поретко имаат можност да ги научат како безбедно да се заштитат, но затоа професорите инсистираат и им укажуваат на сите оние мерки кои што треба да ги превземат. Воедно сакам да напоменам дека се почесто сведоци сме дека во светот и политичарите ги користат социјалните мрежи, така што
морам да напоменам дека токму Хилари Клинтон, која што е кандидат за претседател на Соединетите Американски држави, својата кандидатура токму ја објави на еден од социјалните мрежи. Исто така во Република Македонија исто се почесто можеме да ги забележиме и нашите политичари како постираат на своите Facebook профили, па дури имаат и официјални Facebook профили каде што го информираат населението и граѓаните за сите оние новости, па дури ги информираат и за новите мерки кои што ги реализираат. Доколку имате прашања, Јована, повелете. Илица, многу убав вовед во темата ни даде. Ти благодарам многу. Ајде да слушнеме Маријана тука како ќе ни се надоврзе во темата. Каква е ситуацијата во Тетово? Тетовчани, дали купуваат преку интернет и колку се тие зависни од социјалните мрежи? И ќе се навратиме на првото прашање, Маријана, дали се уште постојат интернет кафулиња во Тетово и дали се активни? Добро утро, Јована. Добро утро, Тетово. Кога станува збор за интернет кафињата, секако дека и во Тетово се помалку ги има. Можеби постојат неколку мала бројка, зашто најчесто младите ги користат за мрежно играње игри. Додека пак за купување преку интернет, секако дека и тетовци купуваат преку интернет. Добар беше воведот на колешката од Велес за тоа како да се заштитат податоците преку интернет. Од Тетово пак ќе разговараме за влијанието на интернетот и социјалните мрежи врз младите и децата. Живееме во време каде современата технологија е многу развиена. Се повеќе социјалните мрежи го окупираат нашето слободно време. Затоа зашто се користи интернетот и колку време поминуваат на социјалните мрежи, ги прашавме тетовци, па така да предлагам да ја погледнеме анкетата. Социјални мрежи за факултет, за пристап полесен до информации. Колку од слободното време го поминувате на социјалните мрежи? Прилично доста. Реално прилично доста. Свесни сте за влијанието? Да, свесни, се трудим, барем ја лично, да биде што е помалку можно. Да си го посветим времето на позначени работи. Колку време поминувате на интернет? Не, ич. Не користите? Немате профил на социјалните мрежи? Имам, али не користам многу. Интернет си користам, ја не радим тука. Само да се дружиме со фамилија и нешто. Зашто најчесто го користите интернетот? За работа. А поминувате ли од слободното време на социјални мрежи? Слабо, не ме интересира многу. Така, Јована, од одговорите може да заклучиме дека повозрасната популација обично интернетот го користи за работа, додека младите повеќето од слободното време го користат на социјалните мрежи за комуникација, дружење, споделување идеи и така натаму. Она што е важно е да се истакне негативното влијание на социјалните мрежи и на интернетот. Се разбира, сите тие информации и игри на социјалните мрежи директно влијаат врз интелектуалниот развој кај младите и кај децата, врз нивното здравје, врз нивните социјални контакти, однесувањето, образованието и воспитувањето. Тие се во години каде што треба да се научат кои се тие општествени вредности, кои се тие правилни општествени вредности. Токму на оваа тема за влијанието на интернетот и на социјалните мрежи разговаравме со социологот Хасан Јашари, па предлагам да го погледнеме прилогот. Интернетот и социјалните мрежи, доколку се користат правилно, имаат многу позитивни карактеристики, како на пример брза, лесна и ефтина комуникација, брзо пребарување на информации, пристап до научни, забавни и образовни информации. Сепак тие имаат и огромно штетно влијание врз децата и младите. Тешко е да се контролира какви информации можат да допрат до нив и поради тоа родителите мора да бидат многу внимателни. Социологот Хасан Јашари вели дека внимателни мора да бидат и наставниците, а медиумите треба да се придржуваат до кодексот и правилата. Семејствата треба посебно внимание да им посветуваат на децата или да најдат механизми негативните содржини, значи штетните содржини да не доаѓат, да немат влијание врз децата.
често пати треба и да се разговара за штетноста на тие материјали. Тоа е еден отворен систем, меѓутоа отворен систем со многу позитивни нешта и со многу ризици, опасности и негативни нешта. И јавната свест и разговорот со децата треба да биде најпрви од страна на родителите, потоа и од страна на наставниците и пошироката заедницата. Социјалните мрежи и интернетот го окупираат слободното време на децата во текот на денот. Содржините кои се иметуваат во социјалните мрежи се поинтересни од самите наставници. Со оглед на тоа дека има тон, има филмови, има песни, има разни случки, муабети, ние го гледаме со нашите студенти. Меѓутоа, кога ќе разговараме со нив, ќе им кажеме дека тоа им зазема, им ги обзема и им ја ограничува нивната слобода и нивниот креативен потенцијал, и оние ќе најдат одбранбени механизми кои ќе придонесат тие на некој начин да најдат еден оптимум. Колку е слободното време во природата, играње со децата и колку треба да им се посветат на социјалните мрежи. Социјалните мрежи и медиумите влијаат и врз интелектуалниот развој кај децата. Докажано е дека децата кои повеќе време поминуваат пред компјутер или телевизор не се доволно концентрирани на училиште. Родителите ја имаат клучната улога во помагањето на децата да имаат пристап до безбедни и позитивни искуства на интернет. Маријана, сепак колку и да сме свесни за овие нус појави од зависноста на социјалните мрежи, еве сепак, ајде ќе зборувам за себе, не знам за тебе, јас и преку социјалните мрежи добивам информации всушност и за работа. Така да на некој начин во ова модерно време социјалните мрежи ни служат и за работа. Ти колку време поминуваш на социјалните мрежи? Дали ти можеби како мене ги добиваш дел од информациите и преку Facebook, например? Така, Јована, секако, значи, јас сум во таа фрка со интернетот, со Фејсбукот, работата нормално го бара тоа, така што може да се каже зависна сум од интернетот, да. Меѓутоа се трудам слободното време да го поминам со пријатели, да прочитам некоја книга и така. Се согласувам со тебе дека да, пред се така треба да се поминува слободното време, но исто така па добро и во ова време, ајде пак ќе го кажам, модерно време веќе и на социјалните мрежи има начини како да си ги заштитиме личните податоци, сепак секој треба прво на тоа да обрне внимание. Се согласувам со професорот од Велес кој што ни укаже прво дека треба да се внимава на кои слики се постираат, па и на личните податоци да се заштитат, па потоа и да се биде присутен на социјалните мрежи. Ти благодарам, ти посакувам убав и успешен ден. Среда, среќен ден, средина на работната недела. Што ќе правите денеска во Тетово? Денеска очекуваме нови настани. Најнови настани јас ги очекувам кај мене во Ново во градот. Ти благодарам, Маријана. Почитувани, средина на работната недела ни остануваат уште 2 дена новости од градовите во Македонија. Четврток и петок, точно во 9 часот ве очекувам на оваа фреквенција Телевизија Нова. Во петок ви подготвувам интересна тема, заедно со Битола, со Охрид и со Куманово, колегите од таму. Подготвуваме тема веќе извесен период живот со недостатоци, но сепак нормален и успешен живот во општеството. Бидете со нас и утре, се разбира, но во петок го очекувам вашето внимание. Поздрав од мене, останете на оваа фреквенција.